барав можност како да ви се обратам на македонците и да ви ги кажам моите големи сознанија околу Македонија. Јас веќе 20 години полагам само еден испит, и тоа на темата само Македонија. Моите сознанија се многу големи и би сакал да ви ги пренесам на сите вас македонци, за да знаете зашто денеска Европа преку Грција бара да ни го сменат името. Кога Господ Бог ја создал планетата Земја и ја поставил на трето место од Сонцето, тој нејзе ја вдахнал со живот и на оваа земја тој ги направил сите растенија и сите животни кои ние денеска ги имаме. А откако тоа го направил и откако го обезбедил живот за човекот, тој го формирал и човекот. Човекот го поделил на 3 раси. На црната, африканската, во Европа наречена негриде, на жолтата наречена монголоиде и белата раса македоноиде. Се прашуваме зашто македоноиде? Затоа што на ова раса и припаѓаме ние македонците. Македонскиот народ, македонците се од Бога одбрани и Македонија е света земја. Затоа ние денеска ќе се задржиме околу македонците и Македонија. За да се знае и за да се зборува за Македонија е потребно многу да се учи и проучува. Така да јас веќе 20 години се занимавам со македонската историја и имам големи сознанија околу тоа и би сакал на мојот народ припремам повеќе вакви филмчиња со кои ќе ги ставам на интернет, за да можам по-широката јавност да ги гледа и да ја разбере зашто целата ова борба околу македонското име. Ние да ги погледнеме најновите откритија на археолозите од Македонија и многу други македонци кои се занимаваат со македонистиката, со македонизмот, кои открија многу позитивни работа за Македонија. И тоа само на она територија која ни оставиле со 1.500.000 македонци. Територијата на Македонија е многу голема. За тоа да се сознае треба да се проучува многу. Територијата на Македонија се протега од Атлантикот, од Северниот Атлантик до Урал и од Урал во Северна Африка па се до Индија. На овие простори белата раса, македонците, формирале илјадници села и градови. Тие ги населиле и треба да видиме сега како се тоа го дознал. Погледнете, во Мазда Азил, познатиот археолог француски Пиете, кој на ова место, во една пештера, откри повише камчиња со букви. Овие букви господинот и гениалесот Васил Илјов ги пронашал во интернет и ги прочитал како македонски и затоа зборуваше на телевизија, каде јас него го гледав и се заинтересирав за овие писма и почнав да истражувам
во врска со Маста Азил и за моја среќа ја пронајдов страницата на Джаконда, која му испратив на Васил Илјов, ја пронајдов и книгата на Пјете, во која тој ги опишува сите негови пронајдоци, која на Васил Илјов многу му помогна. Воедно разбрав дека има и една книга од музејот на Пјете, каталог во кој се објавени многу слики од пронајдоците. Така да оваа книга ја набавив и му ја испратив на Васил Илјов, кој тој во таа книга најде доста податоци, доста материјали и на еден од мамутски коски го прочита името на мајката Божија Ма и Ил, богот на сонцето. Воедно во Джаконда на една коска мамутска тој го пронајде напишано најстарото име на земјата Македонија. Васил Илјов ја нарече Зета Македонија. Ова Зета Македонија се протега, рековме, од Северниот Атлантик, од местото на Маста Азил, па се до Урал, каде Васил Илјов на мамутска курја, што во македонски преведено значи мамутска колиба, направена од мамутски коски, тој на една од коските го пронаšao писмото, најстара македонска стихотворба напишана на македонски. Тој ја прочита и ја објави на телевизија. Ја имаше, можете, под Васил Илјов, ако притиснете на видео, ќе ви се појават повише снимци од со Васил Илјов и тука ќе можете да ги гледате сите негови пронајдоци што он зборува, а пошироко можете и низ интернет под името Васил Илјов да прочитате за неговите големи пронајдоци кои он ги има најдено и обработено. Ова покажува за големата Зета Македонија, во која нема сомнение дека се работи за македонци. Еден од најстарите пронајдоци кој го кажува македонското постоење е черепот најден во пештерата кај местото Црвени стени, денеска наречено Петралона. Череп пронајден на македонец стар 600.000 години до едно 160.000 години пред нашата ера се предпоставува дека овој череп стар е, проучен од многу научници и нема тука никакви грешки. Тука ние не сме, самите не сме го проучували, но тоа е проучено од странски истражувачи и ние се обраќаме на нивната пронајдоци, така да ова е веќе она што е кажано за овој череп. Сега се околу местото кај Црвени стени, поради овој пронајдок, од 1912-13 година, кога грците го зазема оваа место, ги селија сите македонци и го населија со маџири, дојдени од Анатолија, го населија за да промена структурата на ова место и население. Така да, моментално, околу местото Црвени стени не живеат македонци повеќе. Тоа само кажува што се работи со Македонија. Еден од доказите како се етнички чисти еден народ. Овие големи пронајдоци околу нашата македонска историја покажува дека воедно мојата драга пријателка Маргарита Ивановска Китан напиша книга
букварот во којата ги опишува незините пронајдоци со писмата македонски за македонскиот јазик, кој е стар со 60.000 години, таа кажува. Додека Васил Илјов зборуваше за 40.000 години во Мамутска Курија. Значи, замислете си дека македонците поседуваат писмо старо 60 и 40.000 години во Мазда Зилсе 21.000 година. Тоа значи неверојатно нешто дека македонецот пишувал пред толку илјади години. Ова сето тоа им пречи на Европа и затоа оваа борба околу македонското име. Да почнеме со митологијата на македонците. Многу важно е да кажеме нешто и за митологијата македонска. Таа започнува со македонскиот крал или бог Зевс, кој имал 4 сина, некои викаат и повеќе. Меѓутоа за нас се овие 4 сина од големо значение: Македон, Персеј, Дардан и Скит. Овие 4 негови синови се развиле четирите македонски племења. Едно од најдоминантните племења на овој крал, синот Македон, од него се формирале 12 племења на македонскиот полуостров и тие, немајќи со кого, се тепале секојаш меѓу себе. И тоа се така трајало, се додека не дошол на власт најеминентниот и најспособниот македонски крал Филип II на власт, и тој успеал овие 12 македонски племења кои се наоѓале на македонскиот полуостров да ги обедини. Меѓутоа изминале илјадници години од кога синовите на Зевс си ги формирале своите фамилии и тие персијанците во денешна Мала Азија и македонците на македонскиот полуостров. Овие, иако биле братски народи, затоа се вика и народите се браќа, братски народи, воделе меѓусебни борби. Така да на југот од македонскиот полуостров живееле хелени кои биле составени од разни места, поготово од криминалци, пирати на Средоземното море, од разни мешани места на она голема македонска територија која рековме од Атлантикот до Урал, Северна Африка и Индија. Тие, бидејќи биле пирати и крстареле низ Средоземното море, се населиле на југот од македонскиот полуостров и тука си ги формирале своите градови државички и биле непријателски настроени према македонците, кои биле многу интелигентни, кои биле многу паметни, кои во тоа време веќе во палатата на Филип II беле изградени сите можни структури на школи. Огромен број на научен свет се движел во македонската палата, кои филозофи, театри, школи имало во тоа време веќе. Македонскиот јазик веќе бил, го учеле сите. Знаеле да пишуваат македонците во тоа време, веќе имале писмо, имале пари, имале монетарен систем, имале залекување, имале болници. Значи во тоа време веќе кога Филип II бил, Македонија била на највисоко ниво издигната. Тој за да
започне со новиот свет и со раѓањето на неговиот славен син Александар Македонски, имал замисла да го обедини целиот македонски свет, се до Индија, каде веќе многу пати македонците, како што бил Дионис, Херакле, кои го минувале тој пат и оделе према Индија за да си ги видат своите браќа, требало и неговиот син Александар Македонски тој пат да го помени и Филип II го припремал за оваа работа. Пошто на патот од Пела до Индија ќе го сретнат многу непријатности, ќе биде напаѓан од неговите собраќа персијанци, Филип II, за да биде доминантен на сите овие простори, тој формирал нова војска. Ја направил фалангата, со која тој сакал на својот син да му обезбеди сигурен пат до Индија. А воедно сакал да ги победи непријателите негови на оваа негова фантастична идеја. И кога се суочил со хелените 1838 година на 2 август на светиот ден Илинден на богот на сонцето, се сретнале кај Херонеја и катастрофално ги победил град државичките, хеленските град државички. Катастрофално ги победил, ги поразил, тотално уништување, завземање на главниот нивен град Атина, па све до јужниот дел на островот, пошто Филип не сакал да остави никого па за себе. Селата и градовите ги опустошил, ги сравнил неколку со земја, како што ја сравнил Теба. Така да, оно што побегнало преку морето со бродови, отишло кај персијанците да бара спас и подоцна ќе ги сретнеме нив во битките со Александар, кога одел на патот за Индија, каде тие на страна на персијанците ќе се борат, меѓутоа Александар како победник секогаш излегувал и баш овие хеленски војници страшно ги казнувал. Значи, уништување до последно. Така да од нив не останало ништо. После овие битки и уништување на хелените, за нив нема да се слушне 2000 години името хеленско. Нигде нема ни да запишано, нити нешто за нив да се чуе. Тоа сите го забораваат и не се прашуваат зашто хелените 2000 години после овие битки никаде ги нема. Ни еден запис за нив нема. Нити нешто постоело, нити некојаш имало хеленска држава на земјинова топка. Со кого и како и што и кога, нека кажат, ево историчари, колку толку се зборуваат по светот, да ни кажат кога имало Хелада, што така сака да зборуваат и да кажуваат. Ќе видиме за нивните фалсификати, има многу уште да се зборува. Така да, откако Александар заминал за Индија, ги посетил своите браќа во Индија, тој водел многу битки кои како победник излегувал и затоа тој ќе биде еден од најголемите восководители на земјинова топка до ден денеска. Александар, откога својот поход го завршил и по желба на неговите македонци се вратил во Вавилон, тој тамо на 10 јуни умира 323 година и него царството го остава на неговите генерали. Тие го поделуваат меѓу себе прво во 4 царства, а подоцна се искристализирале трите големи царства: царството на Антигоноидите во Пела, царството на Селеукидите во Селеукида и царството на Птоломеите во Александрија. Овие три царства ќе видиме дека 300 години ќе бидат крвно меѓу себе поврзани, ќе се женат меѓу себе, ќе имаат секакви врски, дури и тие ќе водат и војни меѓу себе за превласт.
поготово најголемите битки ќе ги водат поради поседување на гробот на и телото на Александар Македонски, кој во тоа време веќе прераснало во мит, и македонците Александар го имале како свој бог, пошто тој уште за време на неговиот живот важал за бог, и после неговата смрт тој ќе стане како син на сонцето и бог на македонците. Ова за негово верување ќе се верува 300 години, се до доаѓањето на Клеопатра, кој ќе се мажи за Цезар, момче од градот Рим, таа ќе оди од екзодусот на македонците во Егејскиот дел, прославивме и направивме голема публикација за Македонија и македонското име. Сега е само треба да се најдат македонци и да побараме од светот помош на многу познати адвокати во светот да го бранат македонското име, македонската држава, и тоа да собереме материјали и да им ги дадиме во раце на еминентни луѓе кои се занимаваат со правата и кои го сакаат човекот, за да го одбраниме името и државата, си ја вратиме Македонија. Ние имаме уште 2-3 години време тоа да го сториме, затоа што 100 години ќе поминат од окупацијата над Македонија. И денеска треба ние сите да се прашаме зашто Енглеска го врати Хонг-Конг на Кина после 100 години. Ова е многу битно за нас македонците. Ние треба ова што побрзо да видиме каков договор постоел меѓу Кина и Енглеска за враќање на Хонг-Конг. Во што се работи тука, што е работата. И да видиме дали тоа нешто има и со нас измеѓу Грција и Македонија. За враќање на после 100 години на македонските територии. Мене ми се чини дека тука има некое непишано правило, кој има некој закон некаде е запишан, треба да се откопа од архивите и да се презентира пред светот и да се побара враќање на македонската држава. Затоа што Грција толку што скока околу македонското име, за да го избрише, за да го изгубиме наследството што нас ни припаѓа, мора да има нешто тука. И затоа сега на Европа и го барам преку интернет, сите да го чуат и да го видат, Македонија и поробениот дел кој е под окупација на грчката држава, да и се врати на Македонија и на македонците.